Денес ќе автоматизираме систем за YouTube Shorts со помош на вештачка интелигенција, каде ќе креираме и ќе закажеме видео за YouTube Shorts и Instagram Reels кои би изгледале на следниот начин. И се што е потребно е да направиме еден Google Sheet документ со цитатите кои ќе сакаме да ги копираме и да ги објавиме. Тие цитати ќе се објават во видео форма која ние ќе ја генерираме и сето ова ќе го автоматизираме со помош на Make.com апликацијата. За да го креираме нашиот автоматизиран систем на Make.com, прво нешто што треба да направите е да отидете на мојот канал, да клекнете на следниот линк, кој ќе ве однесе во RoboNuggets Community, па потоа ќе се најавите и ќе отидете во Classroom, каде ќе ги имате сите наши курсиви и часови, ќе скролате до втората страница, каде ќе го најдете R2. Во оваа лекција ќе ја најдете оваа команда за ChatGPT и потоа ќе ги најдете следниве линкови. Make Blueprint, ќе го спуштате и всушност тоа е нашиот темплейт за Make.com. Create new scenario, трите точки, Import Blueprint, Choose File, ќе изберете Codes YouTube Shorts верзија 1.json, Save и еве го целиот систем за автоматизација. Како да го автоматизираме следниот систем? Потребно ни е Google Sheets документ кој е напишан со цитати и title, како и статус not posted или posted. Ако доколку пишува posted, значи дека е објавен. Но, како да ги добиеме следниве цитати? Прво, наоѓаме соодветно видео кое сакаме да го автоматизираме, од кој сакаме да извлечеме цитати, како например следново видео, го копираме URL-ато и одиме во нашиот Classroom повторно, каде ќе кликнеме на следниот линк Tactic.io Tools. Овде Paste и Get Video Transcript. Откако ќе го добијаме овој транскрипт, ќе одиме во Classroom, копираме следниот промпт за ChatGPT, одиме во ChatGPT, Paste, Shift и Enter, одиме се враќаме на Tactic, го копираме целиот транскрипт, се враќаме во ChatGPT, повторно правиме Paste и кликаме Enter. Со тоа ќе ја добиваме следната табела со полна со цитати. Откако ја добиваме табелата, ја копираме целата табела и одиме во Google Sheets, правиме Paste и додаваме поле статус каде ќе ни пишува not posted за видеата кои што не се објавени. Откако го направиме сето тоа, се враќаме во Make.com, првото поле за Google Sheets, се најавуваме, го одбираме нашиот акаунт, го одбираме нашиот документ во овој начин, имам гадзи цитати, и овде се е другото автоматизирано со самиот JSON файл. Кликаме на Save, потоа одиме во второто поле за Google Sheets, исто така се најавуваме, го одбираме нашиот документ, во случајов имам гадзи цитати, и со ова статус полето, статус полињата ќе бидат направени posted доколку се објави видеото. Следно што треба да го направиме е да го направиме самиот аудио сетап за самото видео, а тоа би го направиле со помош на Eleven Labs. За да се конектираме со Eleven Labs, потребно ни е API key. Како да го добиеме тоа? Одиме прво во нашиот Classroom, каде ќе добиеме линк од Eleven Labs, се најавуваме на самата апликација и откако се најавиме, одиме доле, каде што ни е нашиот акаунт, имаме API keys. Креираме API key, например API key for make.com, create, копираме ова copy to clipboard, правиме paste, save. Со тоа се конектира Eleven Labs со нашиот Make.com сценарио.
Сега во Voice селектираме кој voice сакаме да го користиме за нашето видео. Во нашиот случај ќе го користиме voice-от George. Потоа потребно ни е да направиме Dropbox конекција со нашиот акаунт. Со оваа точка Dropbox генерира фолдер каде што ќе ги зачува сите аудио фајлови од Eleven Labs. Потоа на оваа точка Dropbox генерира линкови кои ќе се спуштат, тоест ќе ги спушта аудио фајловите од Eleven Labs. Тие фајлови подоцна ќе ги користиме во нашето видео. Следно што треба да направиме е да го креираме самото видео. Како да го направиме тоа? Ќе одиме во нашиот Classroom, каде ќе добиеме линк од JSON to видео. Ќе кликаме на самиот линк, ќе ни однесе на следнава страница. Овде ќе отидеме во Movie Templates и ќе генерираме нов темплейт. Откако креираме нов темплейт, го именуваме, пример, Motivational Quotes. И следно нешто што треба да го направиме е да направиме кастом резолуција. 1080 со 1920. За таа да може да одговара со самите short видеа и Instagram Reels. Потоа, одиме во Scene 1, Add New Element и додаваме видео. Во нашиот случај имаме source URL, но нема да кликнеме на URL, туку Uploads, каде што ќе аплодираме файл кој всушност не е на самиот Classroom документ. Sample Background Video е нашето видео примерок. Download. Откако се симне видеото, правиме upload файл, Sample Video Background. Откако се аплодира файлот, кликаме на него, Save, Scale to Fit и го добиваме следново видео. Откако го ставиме видеото, додаваме нов елемент, Subtitles, кој можете по ваш собствен избор да користите било каков стил сакате. Јас лично го имам искористено следниот Subtitle стил, Oswald со font size 90 и Position Center Left. Секој може да го искористите по ваш собствен избор. Следно додаваме нов елемент, тоа е аудио, но овде нема да чекаме ништо, бидејќи веќе имаме извадено аудио и тоа аудио ќе се вметне автоматски преку make.com апликацијата. Откако завршиме со креирање на видеото, следно треба тоа да го вметнеме во make.com системот. Како тоа да го направиме? Прво треба да внесеме API key. Ова API key го добиваме со самата најава на JSON to видео апликацијата. Поточно, доколку го копирате ова овде, дојдете на оваа страница, ќе добиете ова копче овде. Кога го поврзате JSON to видео со make.com, следниот чекор е да се вратите кај видеото, да се вратите назад, да кликнете на ова опција овде. Копирате целиот овој текст, во make.com, во ова поле овде правите паст. Сега, под type audio ќе напишете наводница SRC, две точки. И сега ќе одете кај Get Audio Link, Download URL. Save. Откако се најавите и го добиете вашиот API key, тоа треба да го вметнете овде, ќе имате копче Connection Key, тоа всушност со тоа се поврзувате со make.com, но исто така вашиот API key треба да го внесете и овде. Откако го внесете овде, следниот чекор е видеото, ова ти е delay од 90 секунди имаме овде, додека се прави и се генерира видеото. И овде, исто така, се поврзуваме со My API Key и го внесуваме API Key доле, кај Item 2 Value. Save. Што прави ова тука? Ова овде всушност на нас ни го генерира линкот до видеото.
До сега го генериравме видеото, сега ова го генерира видеолинкот. Следно, ни е потребно да имаме конекција со YouTube акаунтот, каде што на title ќе ни стои од Google Sheets title полето. Файл ќе имаме http geta файл, кој е всушност од ова точка овде, тоа е всушност видеото, генерираното видео. Во description ќе ни стои quote, тоа е цитатот од нашиот Google Sheet. Кликаме Save. Потоа, за конекцијата со Instagram. Нашата Facebook конекција прво ја поврзуваме со нашата Facebook страница, потоа со нашата Instagram страница на која што сакаме да објавиме Instagram рилови, видео URL-от од ова поле овде. Откако ги извршите сите ваши конекции со YouTube, Instagram, Eleven Labs и така натаму, може да одите да направите schedule setting секојдневно во 7:34 или било кое време на вас ви одговара, со тоа што секојдневно ќе се објавуваат видеа, зависно од тоа колку quotes и колку видеа имате направено. Тоа би значило дека на нас околу 20 видеа ќе не се објават. Што значи после 20 дена може да се вратиме на нашиот YouTube канал или Instagram, да провериме како функционираат видеата, доколку ни се свиѓаат, правиме уште. За повеќе информации и повеќе интереси, посетете го мојот канал RoboNuggets Македонија, или пак доколку сакате да научите повеќе, кликнете на овој линк овде, кој ќе ве донесе до нашето комјунити и каде ќе може да се најавите и да научите повеќе со нашите лекции кои се објавени на RoboNuggets Community. Поздрав од мене, тоа е се за денес.